За 5 години администрацијата се зголемила за нови 32.000 лица, покажуваат бројките на Државниот завод за статистика. Идеја е да се вработува партиска војска, што покажа најмногу со несудената консулка за Нью Џерси. Во услови на криза, кога македонската економија креира малку, за да може да троши многу, дилема е како премиерот Ковачевски ќе го оствари ветувањето дека ќе го намали бројот на вработените во институциите за 20%. Истите ќе се реформираат, а граѓаните ќе добијат стручен, ефикасен и транспарентен јавен сервис. Ацо Костов, поранешен директор на Управата за заштита на културното наследство, е еден од многуте примери кога на професионалците им се треска вратата за да им се остапи место на партиските војници. Иако врвен стручњак во своето поле, тој е разрешен од позицијата токму поради вработување на лице по партиска заслуга. Кај нас фалат кадри. Би ми било драго ако може владата на еден креативен начин да најде можност сите тие административци кои што се примени со години уназад, а кои што не ги исполнуваат условите, односно со други профили и професии потребни на институциите, зборам за заштита, за конзервација, историчари, етнолози, а знам дека има такви, да го дооформат своето знаење и титули во институциите каде што е потребно да дадат свој допринос. Значи, тоа е едно од, моја помош до владата како би можело да го реши тоа прашање. Да ги трансформира во луѓе кои што работат во стручни институции. Ерозијата на системот на компетентност и стручност во администрацијата во Македонија почна со рамковните вработувања, вели професор Борче Давидковски. Секој пат кога се најавува дека 20% ќе се намали, за толку и се зголема. Уште од првата стратегија за реформа од 99-та беше предвидено за 4 години да се намали 50%, беа тогаш многу преоптимистички, а се зголеми не за 50, али за 20% се зголеми. Секоја нова власт што доаѓа сега да си ги удоми своите партиски лепачи на плакати и така натаму, и тоа е вообичаено. Ништо чудно ќе ме изненадеше, например, и опозиција и позиција, како што Словенија направи пред 25 години, кога се договорија дека природниот одлив, оние што идат у пензија, нема да се пополнува. И така оние држат бројката на јавната администрација со години. Значи, не се пополнува, туку само оние што навистина стручни и компетентни кадри им треба да ги примат. Кај нас се прима све, знаете. И особено веќе станаа заробени институциите, некомпетентни луѓе држат места каде што не може да решаваат за правата на граѓаните. Неда Малеска посочува дека рационализација на јавниот сектор е тежок процес за владата. Еден општ тренд низ годините, би рекла не само од последниве 5 години, од 2006 до денеска, во континуитет администрацијата расте, вкупниот број е околу 130.000 вработени. Меѓутоа, тоа не е се. Овие бројки кои што вие ми ги кажувате е апсолутен пораст на на вработените во јавниот сектор. Всушност, тој број е поголем, за едно 3 до 5%, бидејќи во него не се вклучени оние кои што заминале по пат на пензионирање или од други причини ја напуштиле администрацијата, ниту пак привремените вработувања и договорите на дело. Значи, можете да замислите, дуплирајте го овој број, па ќе разберете колку ние имаме обемна администрација, обемни институции, кои што низ годините не можеме да видиме дека го обезбедуваат потребниот квалитет на услугите. Професор Давидковски вели дека државата сериозно е партиски заболена, а тоа се увиде кога таа планираше да испрати 28 годишна ТВ презентерка за конзул во Нью Џерси. Од 2006 ги кажуваат како флизерки кои што имале пензионерски домови, приватни домови, ги биле директно ангажирани, така и со презентерката. Имаме закон за надворешни работи, кај што се кажува 80% треба професионалците. Зошто тие професионалци да не ги праќат? Ја немам ништо против презентерката, ама 28 годишно девојче, они не разбираат што е конзулска работа. Конзулската работа е решавање на права и обврски на нашите граѓани или селеници што се во Америка. Му треба патен лист ако изгубил пасош или пасош да земе или некои документи. Не е тоа политика, амбасадор да биде и он. Тука треба стручни и компетентни луѓе да ги праќаме.
Слично размислува и Костов. Тој додава дека администрацијата се употребува единствено за вработување на партиски војници и на тој начин се изостава професионалност и се остава место за корупцијата. Целиот систем е коруптивен сам по себе си. Во администрацијата примери има многу како може да се корумпира. Ако вие поставувате една од причините зашто корупцијата расне е тоа што имате првен политичка корупција. Ставате несоодветни кадри. За некои места дури е потребно да имаат и сертификат за безбедност. Меѓутоа, не водат рачун за тоа, сметајќи дека, нели, па добро, стај удоми некого партиски за да некој политички баланс има у државата. Навлегувам во тема која што е политичка, меѓутоа сите сме засегнати као граѓани. За мене, корупцијата би застанала оној пат кога би се откажале политичките партии од вработување. Дигитализацијата дефинитивно ќе им ги врзе рацете на корупцијата во земјата, смета Малеска, иако според неа во исто време неопходно и унапредување на дигиталната писменост кај граѓаните. Во однос на корупцијата, дигиталните системи секако ќе помогнат да се надминат одредени проблеми или одредени коруптивни практики, особено во на ситна корупција, граѓаните побрзо да добиваат услугата, и на поедноставен начин, да не бидат толку во допир со можните коруптивни практики. Секако е многу важна во таа насока, меѓутоа корупцијата треба да се работи многу за да се искорени, не само преку дигиталните системи, да се гради малку повеќе јавната свеста на јавноста и на вработените, да се говори малку повеќе за етичкото однесување, за одредени вредности кои што треба да ги негуваме, да зборуваме за јавниот интерес и на тој начин малку повеќе да сите придонесеме кон искоренување на ваквите коруптивни практики. Од друга страна и професорот Давидковски и Костов децидно тврдат дека нема политичка волја да се дигитализира и намали јавниот сектор. Никогаш, бидејќи нема политичка волја да се дигитализира. Вака, тогаш знаете колку ќе испаднат технолошки вишок, кој што нема потреба вие на пример да извадите извод, тогаш од дома ќе кликнете матичниот број и ќе си го испринтате изводот. Да не кажем и многу други документи. Едноставно тоа ја сечат гранката кај што живеат политичките партии. Они бидејќи нашата кај нас државата за жал е најголем работодавач. И едноставно мора они да после сите избори да земат да ги пополнат своите работни места, мислам и нови да примат, тоа се идни потенцијални гласачи на следните избори. Дигитализацијата помога во целиот процес на трансформирање на институциите во едни функционални институции во кои што се заштедува економски аспект на харти, на време, на кадар кој што ќе биде способен за тоа. Ние во управата веќе почнавме процес на дигитализација, тоа е добар аспект. Сме биле дел од процес пред 15 години каде што е запрано, почна процесот на антиквизација Скопје 2014, грдни пари се фрлива, дел од парите да беа наменети за овој аспект во заштитата дигитализацијата, па видите, ние по депоата и не знаеме веќе што имаме, затоа што депоата ни се нефункционални. Депоата се полни со примери археолошки пронајдоци кои што никој не знае во држава. Оно знаат, меѓутоа стручњаци. Во процесот на дигитализацијата, моје искуство покажало уште 95 година во Рим на специализација, дека таму процесот одамна е поминат, значи нивоата на дигитализацијата се од најниското ниво во институциите, па до највисокото ниво или обратно како сакате, во сврха на туризмот, науката и образованието. Тоа е еден мултидисциплинарен проект кој што ќе ни овозможи за многу кратко време. Јас се надевам, ако се упорни во тоа, за 10 години, па да ја стигнеме и Естонија, Литванија. Општо мислење за јавната администрација е дека таа е партизирана, некомпетентна, корумпирана, мрзлива и растечка рана во сите годишни буџети.
Сега одговорноста на оваа влада е да стави крај на партизацијата и новите вработувања во институциите. Ветување кое го даде и премиерот Ковачевски и се заложи за реформирање на јавниот сектор во вистински сервис за граѓаните. Министре Алити, зошто е невозможно оваа влада да ги оствари плановите, големите амбиции за департизација на администрацијата? Најавуваше на вистина дека партиската војска ќе биде тргната од институциите, не само во директорски места се разбира, туку и генерално целата администрација, која е окупирана практично од партиите. Благодарам, Билјана, за можноста и прашањето многу ви е на место. Значи, мислам дека партизацијата на администрацијата е повеќе културолошки проблем кај нас во државата. Меѓутоа, ја сметам дека е возможно, значи, да се департизира администрацијата и заради тоа, значи, сум го прифатил овој предизвик да бидам министер на информатичко општество и администрација. Сум влегол, значи, со верба и желба и визија да направам промени. Проблемот малце и системски се сложувам, меѓутоа повеќе, као што кажав, е културолошки. Мислам дека има и една поговорка на еден политиколог кој вика дека уствари сите ги знаат реформите што треба да се направат, меѓутоа не знаат како може и реформи и наредните избори да се победат. Така што, ако политичките стейкхолдери, значи, повеќе се фокусират на наредни избори, а не на тоа што е суштински да се направи, резултатот е овој што е. Меѓутоа, може да се промени. Добро е тоа што и ние као министерство сега, меѓутоа и владата сега предводена од премиерот Ковачевски, значи, сме навистина интересирани да направиме промени во насока да го департизираме администрацијата, бидејќи сите се сложуваме дека партизирана администрација не е решението, не е добро за државата. Инаку ние, као МИА, во моментов ги адресираме системските недостатоци преку изработка на нова правна рамка, која предвидува воведување мерит постапка за сите вработени во јавен сектор, вклучувајќи тука и раководните структури, секретари и директори, и задолжителен избор на најдобар кандидат при вработување и напредување. Со ова решение целосно се надеваме дека ќе се ограничат дискреционите овластувања за сега што ги имат раководните лица и ќе се оневозможи партиско влијание на сите нивоа. Кажете ми докаде е оној проект за што беше најавуван на голема врата околу дигитализација благодарејќи на естонското искуство, а поддржано од Соединетите Американски држави. Тоа во наредниот период ќе треба и планот е заеднички со партнерите од Естонскиот центар да се дефинираат конкретните активности кои ќе бидат предмет на соработка и да се дефинира соодветен акцијски план со надлежните институции и нова динамика. Та имате ли рок кога би се аплицирал, би се имплементирал овој проект? Од досегашните анализи и ние што као нов кабинет што сме анализирале, значи као дедлайн би било значи 2023. Инаку мора да признавам дека во министерството, од тоа што сум го видел овие месец дена, значи многу проекти се отпочнати, меѓутоа тешко се завршуваат. И затоа сега као објективние со новиот кабинет и тоа го дискутираме и со другите колеги, е дека подобре, значи, со помали проекти да работиме, меѓутоа тие навистина да одат до крај, а не со помпозни идеи, меѓутоа тие никогаш да немат завршница. Да почне да се работи со еден спор, да се сработи. Да. Има многу примери каде што се поставуваат директори кои се практично професионални
партиски војници, но не се професионални во сопствената професија, во сопствената работа. Може ли да дојде до некакви промени во овој правец? Да започне директорите да се именуваат практично од самите институции, од самите куќи, а не владата да ги именува и владата да ги избира, и всушност колачот партиски да си го делат повторно партиите меѓусебно. Во право сте, значи ние мислиме дека ова е една од најгорливите проблеми институционално што го имаме као држава. Ние као Министерство за информатичко општество и администрација имаме веќе драфт закон за ова. Ние го викаме, значи, закон за топ менеджмент. Значи, Министерството сега е во фаза на финализирање на овој закон, на македонски законот за висока раководна служба, каде за прв пат се утврдува транспарентна и мерит постапка за избор на високи раководители врз основа на нивните компетенции. Законот, значи, предвидува и објективна постапка за оценување на нивната ефикасност и ефективност, со што ќе се обезбеди посветеност кон исполнување на зацртаните цели и вистинска, а не само декларативна отчетност, што вообичаено го имаме кај нас. Добро. И за прв пат утврдуваме и причини поради кои високите раководители можат да бидат предвремено разрешени. Со овие процедури се неутрализира политичкото и партиското влијание при селекција, оценување и разрешување на директорите и секретарите, со што се става јасна граница помеѓу политичкото и професионалното. Сега, значи, законот го имаме, добро е тоа што и сите наши пријатели од амбасадите и другите, значи, условно кажано, значи, не притискат за ова, и ова е супер, бидејќи сакаме сите да бидеме компатибилни, значи, со европските земји. До јуни очекуваме ова и во парламент да се усвои. Добре. И мислиме дека ќе биде многу добро, значи, во ова насока. Да. Благодарам, министре Алити, за овој разговор. Благодарам од вас и се слушаме. Фала. Тони, каква е ситуацијата со професионалност на администрацијата? Главниот проблем во Македонија, еден од проблемите, е и всушност партизација. Партиски војници кои се именуваат, особено на функции разни, како директори на одредени институции, и генерално самата администрација оди по некаков партиски клуч. Во Франција, освен највисоките функции на големите полудржавни компании или пак или главните дирекции во министерствата, се обично по, да речам, по политичка симпатија на раководната структура во моментот, додека целокупната администрација е непартиска, бидејќи тоа се професионалци, и за разлика од терминот што ние го употребуваме во Македонија функционери за избраните политичари, во Франција зборот функционер значи луѓе кои што работат во функција на државата, односно луѓе кои што работат во администрацијата. Дали во Франција, како во Македонија, се делат практично директорските места зависно од политичките преференции, односно од партиските? Заради тоа што политичките функционери, партиските функционери во Македонија практично се фалат, соопштуваат дека го поделиле колачот на директорски места. Дали е тоа случај во Франција и тие во Македонија се именуваат на влада? Не е случај тоа. Единствено, како што реков, со високите државни функционери, што се највисоките, тие се именуваат од страна на владата. А додека пониските места што се во јавната администрација, да земеме примерот, например со Министерството со образование, директорите се именуваат посебно директорите на средните и основните училишта се именуваат од ректоратите.
односно од академиите. И изборот на преседател на универзитетот се прави од страна на кај нас е Сенатот, тука е Советот на председателството на универзитетот. Така да политичарите немаат толку големо влијание во промената во државната администрација, бидејќи има еден редослед на напредување во кариерата на државните функционери со полагање на нивните испити, со нивните познавања, додека политичката обојност многу малку значи. Всушност, француските функционери и посебно тие што работат во државната администрација имаат право на политичка резерва, значи не можат јавно да ги истакнат нивните мислења, единствено ако се политички ангажирани во нека. Додека не се случува некое именување да дојде по политичка линија. Во Македонија еднакво универзитетот има собствена автономија, но останатите државни функции и школите сепак се именувани или од градоначалници или од страна на владата. Во Франција не. Мислам, сигурно знаете дека во Франција постојат и посебни, секоја државна функција што има во администрацијата зависи од специјалноста и имаат своји посебни школи кои што ги обучуваат своите кадри, низ кои што мораат да поминат, прво за да влезат во нив, полагаат конкурс, односно на конкурс, јавен конкурс со испити и после тоа нормално школување. Во некои од тие школи само кога станувате студент, односно посетител на таа школа сте примен, веќе имате лични примања кои што соодветствуваат со кариерата како почетник во таа кариера. Едно од тие најпознати школи кои што баш на 1 јануари беше укината од председателот Макрон е на Националната школа за висока администрација, кој што се претвори во Национален институт за јавни служби, односно за јавна администрација, кој што има за цел и кој што досега имаше за цел да ги обучува и да ги највисоките државни функционери во Франција. Така да најголемиот број на француски претседатели, премиери или пак министри поминале низ таа школа. Интересно е дека многу пати се критикуваше таа школа и можеби заради тоа Макрон ја промени, бидејќи на крајот од промоцијата, значи после 2 години поминати, бидејќи треба да имаат најмалку завршено универзитетско образование за да могат да конкурираат на таа школа, се определуваат каде ќе работат, зависи од класманот. Ако се добро класирани или го избираат судот на ревизори или пак даночната служба. Ако случајно се политички избрани, тогаш нивното работно место мирува. Не може да извршуваат работна должност во некој од министерствата, истовремено да бидат министри или пратеници. Тоа што ги се критикува во таа школа е што завршените студенти можат после тоа зависи од приликите што им се пружаат да се определат дали ќе работат за една партија, дали ќе се вклучат кон една политичка партија или кон друга политичка партија, многу малку поради политички афинитети, отколку како прилика за напредување во кариерата. Така се, например, од иста промоција биле Жак Ширак и Рокар, после исто се повторуваат такви. Скоро сите највисоки француски државни раководители поминале низ таа школа, па и самиот претседател Макрон. А додека за на регионално ниво постои една друга школа, се викате регионални институти за обука на администрацијата. Секоја година има некаде околу 800 слободни места кои што се отвараат и каде што исто со конкурс се настапува и после тоа според потребите на администрациите во регионите, департманите или општинските совети настапува тоа нивно регрутирање, односно вработување и напредување според заслугите. Добро, Тони, ти благодарам што беше гостин на 25 минути. Ви благодарам и вас, Билјана, и си наивал.